Добро, почитувани медиуми, би сакал и јас да се надоврзам на изјавата на председателот на владата. После неколку часовни преговори, разговори денеска, но и на претходната средба, владеачкото мнозинство, односно владата, се согласи на позициите на ВМРО-ДПМНЕ, а тоа е дека не е неопходно носење на закон за финансирање на политички партии, и исто така измени во законот за влада, која што подразбира формирање на влада по техничка влада, така наречена техничка влада по пржинскиот концепт, кој што услови кои што ги имаше всушност опозицијата во декември месец 2016 година, ни повеќе ни помалку. Исто така се согласивме да процедурата која што беше почната за формирање на Државната изборна комисија преку измени на изборниот законник на начин на кој што ќе се смени бројот на пратеници кои што ќе гласаат за избор на членови на Државната изборна комисија, односно наместо двотретинско да биде со мнозинството од вкупниот број пратеници ќе се стопира и ќе се повлече, ќе се врати старата процедура. До овој момент не преговаравме и не разговаравме за други теми, нити за карактерот на референдумот, нити за евентуалното референдумско прашање. Во втората половина на денот очекуваме и на таа тема да почнеме, но она што е важно е дека со овие усогласености кои што ги постигнавме во првата половина на денот се гарантира еден успешен изборен процес кога и да се случи, дали тоа ќе бидат на предвремени или на редовни парламентарни избори. Опозицијата ќе се чувствува комотна, бидејќи ќе ги има истите услови кои што опозицијата тогаш за време на предвремените парламентарни избори во декември месец 2016 ги имаше, односно концептот на техничка влада, односно влада која што ќе обезбеди сигурност и стабилност на одржување на изборен процес. Исто така законот за финансирање на политички партии е голем исчекор, бидејќи на тој начин добиваме еден модел кој што ќе гарантира зголеменост на транспарентност и отчетноста на финансиите на сите политички партии и ќе превенира од евентуални злоупотреби во нив. Тоа беа позициите на ВМРО-ДПМНЕ. Добро е што владеачкото мнозинство ги прифати тие опозиции и исто така позицијата на ВМРО-ДПМНЕ беше дека она девијантно однесување и насилнички упад преку измените во изборниот законник ќе се сопри, ќе можеме да дискутираме за едно нормално однесување во рамките на парламентот. За примените за комисијот законник во членот 3. Никогаш не сме нити разговарале, нити сме дискутирале на таа тема, но еве веќе кога ме прашувате да бидам до крај искрен, тоа беше еден обид да се сврти вниманието на јавноста од реалните теми, штетниот договор кој што го имаме подпишано со нашиот јужен сосед Грција, но и од оние реални теми кои што ни се случуваат во последно време, а сведоци сме и јавноста е сведок на сите оние потенцијални коруптивни дејанија во делот на доделување на тендери на човек фирма од неколку десетици милионски тендери, потоа тука се сите оние средства кои што ги додели Фондот за технолошки развој на компании кои што се директно поврзани или блиски до владеачкото мнозинство. Сите тие злоупотреби можеме да ги сведеме на знак на равенство, дека во догледно време многу брзо одговорните лица, министрите, ќе бидат теретени по истиот тој член 353 од Кривичниот законник поради злоупотреба на должност. Ние ниту сме разговарали, ниту имаме намера да разговараме по таа тема. Тоа што разговаравме е ова што ви го кажав на едноста, ние како ВМРО-ДПМНЕ, нашите услови во делот на финансирање на политичките партии, во делот на формирањето на пржинскиот концепт на техничка влада и враќањето назад на процедурата за измени на изборниот законник, а во насока на носење на составот на Државната изборна комисија се постигнати. Тоа значи дека ВМРО-ДПМНЕ ќе се согласи на формирање на Државната изборна комисија која што всушност е испразната поради оставките кои што порано ги дадоа членовите на изборната. Кога ќе се комплетира ДИК? Дали се очекува од утре да се комплетира ДИК? Ние веќе дадовме насоки на координаторите на пратеничките групи да се отпочне процесот на измени на законски решенија, кога зборуваме за концептот на законот за финансирање на политички партии, измените на законот за влада, што би значило нов концепт, а тоа е влада со технички карактер и концепт на пржинскиот модел, така да и веднаш потоа повлекување на законското решение кое што е во процедура во Комисијата за евроинтеграција кај господинот Груби и враќање на стариот концепт на избор на членови на Државната изборна комисија уште во текот на денешниот ден, така што очекувам во текот на денешниот ден да биде се тоа да биде завршено. Прашање за техничката влада.
новиот законник? Дали тоа значи дека нема да ги поднесе? Не знам дали ова што го договори, да, нешто пак. Да, доколку овој закон кој што е дел од собраниската процедура подразбира нов закон за финансирање на политичките партии, има потреба од дополнително согласување за кривичниот законник, тогаш службите ќе се одлучат, но ние тоа што веќе го говоревме во јавноста, тоа и го донесовме и усвоивме денеска, односно ќе повторам, владеачкото мнозинство се сложи на концептот нов закон за финансирање на политичките партии, измени во законот за влада, концепт на техничка влада по пржинскиот модел, стопирање на процедурата измени на изборниот законник, а во насока на промена на бројот на пратеници кои што се неопходни за избор на членови на државна комисија и враќање на стариот модел, односно важечкиот принцип со двотретинско мнозинство, така да отприлика тука сме, воопшто не дискутиравме за другите теми, како што е евентуалниот модел на референдумот и евентуалното референдумско прашање, но за тоа понатаму ќе бидете информирани.